Пензионери од Штип со писмено барање до Сдруженијето бараат одговор на прашањето каде завршија 7 милиони денари, за кои тврдат дека во последните 3 години били исплатени од сметката на Штипското Сдружение на пензионери. Созданијата зборуваат дека етапно во последните 3 години се повлекувале поголеми готовински суми кои достигнале сумата од 7 милиони денари. Нека кажат дали парите се давани како позајмица со можност за враќање кое досега не е побарано, за која намена се потрошиле или пак завршиле во нечии џебови. Уште еднаш повикуваме за чиста отчетност и за познавање на членовите на Сдруженијето на пензионери и јавноста. Стои во писмената реакција испратена од група на пензионери. Ова е втор пат пензионери од Штип да бараат јавен отчет за трошењето на пензионерските пари, но и одговор на прашањата за сомнежи за малверзации. Нивните активности неодамна иницираа пресконференција на актуелното раководство, на која тие се оградија од сите незаконски трошење на пари. Под образложение дека споменатите суми се исплаќани пред тие да ја преземат функцијата. Во годината во која сум председател на Сдруженијето, одговорно тврдам дека средствата за изборите и за ниедна партија, невладина организација или спортски клубове не се дадени како што се тврдат луѓето од иницијативниот одбор. Според Захариев, она кој го бара иницијативниот одбор за промена на раководството не е предмет на работа на Сдруженијето, туку на обвинителството. Почитувајќи перцепцијата на невиност и поради сознанијата за одредени неправилности кои се манифестирале во претходните работење, во прашање го оставивме да го истражуваат органите на прогонот, Министерството за внатрешни работи и обвинителството. За почетокот на февруари во Основниот суд Штип е закажано и рочиште на кое треба да се разгледува каде и како се трошени парите на пензионерите. И дали има и кој ги направил злоупотребите за кои реагираат од иницијативниот одбор.